Естонскиот производител Амплер ги представи електричните велосипеди Nova и Nova Pro, првите комерцијални модели што се полнат преку USB-C приклучок интегриран директно во рамката. Оваа иновација е во согласност со новите регулативи на Европската унија, кои бараат унифицирање на полначите за електронски уреди. Nova и Nova Pro имаат интегрирана батерија од 48 волти и 336 вати на час, која може целосно да се наполни за 3 часа со USB-C PD3,1 полнач со моќност до 140 вати. Дополнително, USB-C приклучокот е двонасочен, овозможувајќи полнење на други уреди со моќност до 15 вати. Моделот Nova чини 2990 евра и доаѓа со тркала од 27,5 инчи, класичен синџир и менувач со 9 брзини. Nova Pro, со цена од 3490 евра, е опремен со Gates Carbon ремен и еднобрзински пренос. Двата модели се достапни за преднарачка во Европа, со испораки што започнуваат во јуни. Ова представува значаен чекор кон поодржлив и поедноставен начин на полнење на електричните велосипеди, намалувајќи ја потребата од различни полначи и електронски отпад. Авионскиот режим, познат и како летечки режим, е функција на електронските уреди што ги исклучува сите безжични комуникации, вклучувајќи мобилни сигнали, Wi-Fi и Bluetooth. Активацијата на овој режим е задолжителна при летање поради неколку причини. Прво, мобилните уреди емитуваат радиосигнали што потенцијално можат да предизвикаат електромагнетни пречки со навигацијските и комуникацијските системи на авионот. Иако модерните авиони се дизајнирани да се справат со вакви пречки, регулативите остануваат предпазливи за да се осигура безбедноста на летот. Второ, активните мобилни уреди во авион на голема височина и со голема брзина можат да се поврзат со повеќе мобилни кули истовремено, што може да предизвика преоптоварување на мобилните мрежи на земјата. Ова е една од причините зошто Федералната комисија за комуникации во САД воведе забрана за користење на мобилни телефони за време на лет уште во 1991 година. Дополнително, активирањето на авионскиот режим помага во зачувување на батеријата на вашиот уред, бидејќи го спречува постојаното барање на сигнал, што може значително да ја намали потрошувачката на енергија. Иако некои авиокомпании овозможуваат користење на Wi-Fi и Bluetooth за време на летот, важно е да се следат инструкциите на екипажот и да се почитуваат нивните препораки за користење на електронски уреди.